Ново издание на емисијата 360 степени на МРТ1 со нов соговорник. Добре дојдовте во новото издание, во кое за соговорник го имаме Фатмир Битичи, вице-премиер за економски прашања и потпредседател на СДСМ. Господине Битичи, благодарам што ја прифативте поканата за овој разговор. Благодарам на поканата исто од ваша страна и можноста е да зборуваме за актуелни теми. Велат кога ќе се накашла германската економија, македонската добива пневмонија. Пред само неколку дена слушнавме дека Германија надолно ги коригираше проекциите за раст на собствената економија за 2024 година од проектираните 1,3 од 100 раст на БДП на 0,2 од 100. Тоа не е добра вест за економија како македонската со оглед на тоа што лани 44% од вкупниот извоз завршил во Германија. Па да, вистината е таа, но таа не е само за Република Северна Македонија, таа е веројатно исто со такви последици ќе биде и за сите земји на Западен Балкан, затоа што повеќето земји на Западен Балкан се извозно зависни со Германија и нивните трговски биланс е меѓусебно поврзан. Од една страна ние со должно внимание сето тоа го гледаме, но една економија која што не е во состојба и влада во која што не е во состојба да направи одредени структурни промени, веројатно би била уште повеќе соочена со последиците од таквиот моментум во Германија. Ја тврдам дека тоа што го имаме направено изминатите 7 години, и вистина е дека сме 44% извоз независни во Германија, тоа нема да влие на нашите проекции за растот во нашата земја, затоа што во меѓувреме е диверсифицирано и извозното портфолио и секторското работење. Секако ќе се изгуби тоа што го викаме ние опортуното, а тоа е можноста да растеме уште повеќе кога германската економија би функционирала малце подобро. Значи велите дека нужно ова не значи по автоматизам надолно па ќе се задржиме на нашите проекции за раст, велам евентуалното изгубен раст е тоа што кога таму би имало раст од 2 до 3% на нивната економија, тоа значи дека ние би отскокнале над нашите проекции, а тоа е проекциите кои што се движат околу 3% на раст. Ги проверував јавно достапните податоци за јануари се достапни од Заводот за статистика. Лани во јануари во Германија се извезени стоки во износ од околу 270 милиони евра. Оваа година ќе речем само 225. Да. Значи се гледа разликата. 20% пат. Но велам ќе ги следиме затоа што па има еден друг момент во Германија кој што се случува, тоа е менувањето на ланците за набавка, supply chain. Они веќе после 2020 година, после COVID кризата, интензивно почнаа да работат на концептот на nearshoring, а тоа е да избегаат од азискиот континент со ланецот на набавка, затоа што сфатија дека колку подолго, толку повише штета имаат во крајните производи кои што ги произведуваат во Германија. И нашата земја ја гледаат како дестинација во кој што еден сегмент на вредносниот ланец ќе го донесат кај нас, и тоа реално ни се случува, и затоа велам дека тоа што во јануари е можеби направено, не мора да значи дека ќе не следи цела година. Дополнително што мислам дека особено извозот кој што се случува не зависи од политичкиот моментум во нашата земја, па тоа нема дополнително негативно да влие. Јас сепак сум оптимист, но тоа не би требало да не стави во ситуација да
спиеме на една страна, на едно уво, како што вика народот, во кое што не би требало будно да го следиме и секако да помогнеме на нашата домашна економија да стане многу поконкурентна за германскиот пазар, но и за си други. Станува збор главно за германски фабрики кои што произведуваат делови за автомобилската индустрија. Имате информации од нив дека има драстични разлики, драстично намалување на нарачките кои што ги добиваат? Различни. Имаат одредени кај што имаат намалување на нарачките, но има одредени компании кај што има зголемување на нарачките, зависи во кој сегмент на производството се. Затоа што таму, например, кај што одредени компании, особено во автомобилската индустрија, имаат делови од вредносниот ланец, во други земји, надвор од земјите кои што беа погодени, например, со војна. Тие што ги има вредносниот ланец во Украина, тие веќе го имаат однесено во други земји. Дел од тоа е кај нас, например, они немаат проблем, затоа што мора да надокнадат тоа што го имаат изгубено од Украина. Затоа велам, се на се мислам дека неаме сериозни поплаки од странските инвеститори кои што се во нашата земја, дека нешто чудно се случува кај нив, но они малце различно функционираат. Они не чекаат да се случи одредена состојба, нивното планирање е малце по-проактивно, можеби и од нашите домашни компании. Рековте дека на извозот на овие компании или на производството и на извозот не влијаат нашите домашни политички динамики, пред се мислите на изборите. Ме интересира вие во која школа припаѓате, слушам различни толкувања за тоа што значат избори за една економија. Главно е дека запираат многу работи и дека тоа се одразува на економијата, но има и други кои што велат напротив, пред избори владите обично трошат и се знае со каква намера и дека тоа ја забрзува економската активност. Јас сум бил на двете страни. Јас сум бил од другата страна, па знам што тоа значеше во одреден временски период кога имаше целосна стагнација, но имаше и ситуации кога владата на широко трошеше. Ја не сум поборник дека владата, особено последните 2 месеци, треба да троши јавни средства на неконтролиран начин. Секако се што е во однос на програмите кои што владата ги има испланирано, би требало да се спроведуваат, но одредени нови трошоци не би требало, затоа што јас сум поборник на тоа дека што и да сте направиле пред Божик, ништо не може да смените. Па и прасето кој што православните го јадат, а кај нас пред Бајрам Курбан не се гои за да се здебели, и јас сум поборник на тоа дека пред избори не можете многу да смените ако неконтролирано ги трошите јавните пари, освен ако сте лош ученик да ја поправате оценката во последен момент. Апсолутно, да, затоа што мислам дека искрено ние сме овде, сме покажале дека менаџирањето со јавните средства, парите на граѓаните е императив на владењето и дека транспарентноста на трошењето и отчетноста мора да се запази, независно кога. Така не популистички и прозвучува и одлуката да не ја продолжите одлуката за замрзнување на дел од цените на основните прехранбени продукти, безалкохолни пијалоци и пиво. Зошто навистина се решивте, макар од најпрагматични причини во пресрет на избори, да не ја продолжите мерката? Таа мерка е спротивна на вредностите на пазарната економија, принципите на пазарната економија, но беше нужно која ја донесовме. Ние имавме обиди и претходно да едноставно ги носиме или замрзнување на маржите на добивка, или замрзнување на цените по одмрзнување, за да видиме како ќе се движат цените. И од другата страна имавме целосно, јас ја викам, најмалце неетичко однесување на одредени субјекти, и тоа влијаеше во тој момент и текако на инфлацијата, која што секако констатацијата не само моја, туку на сите економисти, дека беше увозна инфлација. И
Во овој момент сметаме дека тоа што можеби беше причина за да има зголемување на цени, веќе се отстранете. Цените на берзата, на берзанските цени, на суровини, на готовите производи се намалени скоро за 30% од тоа што сме го имале. Во такви ситуации на намалување на берзанските цени не може да очекувате дека за 30% ќе растат цените. И затоа мојот повик и претходно, но еве и денеска во оваа прилика е дека особено во мало продажба, кај што крајните корисници се нашите граѓани, не би требало да имаме зголемување на цени, затоа што тоа е причинско ги следам, да, фразите што ги користите, не би требало, ама па не, затоа што не би требало. Во Македонија се е можно, особено што законот за забрана на нефер трговски практики кој што долго го најавувавте, се уште не ви е донесен. Зошто на пример не почекавте да го имате функционален тој закон, па потоа еве искрено не би требало да ме прашате мене, затоа што законот е во собрание, таму има 120 пратеници и има еден пратеник кој што во овој момент е од опозицијата, кој што ја води комисијата, кај што законот би требало да отиде на комисијска расправа. Мислам дека таму треба да прашаме зошто тој закон веќе повеќе од 2,5-3 месеци не се става на комисијска расправа. Законот е, мислам, на пленарна седница во второ читање во среда. Бидејќи уредовна постапка, значи пак ќе отиде на пленарна, пак ќе отиде пак на комисијска расправа. Значи, не знам, ние сме виделе закони кои што се носат во неколку дена. Ова е битен закон. Законот е со европско знаме. Па тогаш не може да биде на второ читање. Тогаш е на гласање, ако е со европско знаме. Но морам да кажам дека внимателен сум, затоа што минатата недела најавив дека ќе отидам на посети. И кога велам не би требало да одредените компании во малопродажба ги зголемат своите цени, што се случи? Во петокот добив информација, тоа што имаше јавно соопштение од два ланци на супермаркети, кои што велат дека свесни за евентуалното однесување на други чинители, они сами одлучуваат дека ќе ги задржат замрзнатите цени до 15 мај оваа година, затоа што смета дека сепак корисниците, граѓаните и интересот на граѓаните е пред се, а нивниот интерес како компании во овој момент, еве како општествено одговорно предпријатие би требало да го остави. Тоа се само два од повеќе големи ланци на маркети. Но за мене е навистина доволно, затоа што тоа е знак дека сепак компаниите знаат да бидат општествено одговорни. И тоа беше мојот повик. Да, ама зошто еве не мораше да одите кај нив, тогаш зошто не отидовте кај другите ланци? Бидејќи нели најавивте дека ќе посетите 5-6, мислам дека така беше изјавата ваша. Тоа беше исто како што во мојата објава која што ја имав на социјалните мрежи, како што не сакав да ги кажам кои се овие два ланци по име, за да не каже некој ги фаворизирам овие два ланци, не сакав да се случи да отидам и да го видам да ја видам состојбата на зголемување на цени, па тој ден сите да видат каде има зголемување на цени, па да не кажат после во вице-премиерот сака да им направи негативна реклама или кампања на овие други ланци. Имали зголемување на цените? Колкаво е тоа? Во одредени ланци на маркети, по тоа што ги добивам за одредени основни продукти, не е големо зголемувањето, значи се држи на ниво под 10% да кажеме, значи 10% не би можел да кажам, например, еве кај млечните производи, сирење, кашкавал, има зголемување до некаде 10 денари за одредени продукти, но тамо не е ни 10%, тамо е 2 до 3%, некаде е 6 до 7%. Значи има зголемување. Ние тоа што сакаме да го видиме е дали зголемувањето е заради зголемени цени на производителите или е само додавање на маржа и други трошоци од страна на малопродажните компании или тие кои што оперираат во голема продажба. Се на се, мислам дека, и овде се согласувам, дека лекот на се е законот. Законот за нефер трговски практики, затоа што тој ќе стави можеби малце друг начин на функционирање во нашата земја. Се сеќавам кога се носеше законот за заштита на потрошувачи и тогаш се зборуваше дека
тој закон ќе биде одговорот на нефер трговските практики. Испадна дека не е така. Сега носиме нов закон за забрана на нефер трговски практики. Сега пак големи очекувања од тој нов закон. Не, затоа што овој е прв закон кој што се носи и доаѓа според и осогласене со ЕУ директивите, нова директива на Европската унија, која што они самите ја воведоа после одредените кризи кои што ги Настрана се генерално проблемите со имплементацијата на законите, нели во дел од областите имаме перфектна законска регулатива, но не е прв пат ако заклучиме дека имаме проблем со спроведувањето. Но овде има и други проблеми. Прво се остава 6 месеци простор за органот кој што е определен да врши надзор над спроведувањето на законот, тоа е Комисијата за заштита на конкуренција, прво да ги усогласи своите собствени внатрешни акти, статутот, другите општи акти, потоа исто така организацијски, функционално да се подготви. Значи законот нема веднаш да стапи на сила, дури да се донесе в среда, иако не знаеме дали ќе се донесе, ќе помине извесен период пред тој да профункционира. Секој ново законско решение треба фаза на прилагодување на институциите кои што се надлежни да го спроведат. Но и овде ќе се согласам дека некогаш ние прилагодувањето го гледаме како инфинит време кој што секоја институција треба да ја искористи. И овде искрено јас со тие кои што комуницирам со тие институции им велам дека прилагодувањето можат и денеска да го направат, за да можат побрзо да почнат со реализација на законските одредби. Затоа што ние знаеме дека тој еден ден ќе се донесе. Вадењето не дека немаме доволен човечки капацитет за да го спроведеме соодветно законот е само алиби кои што одредени институции сакат да го најдат, затоа што човечките капацитети, луѓето се градат. Ги имаме овде. Ја не можам да кажам, нели, затоа што Ама ако е нова обврска на комисијата, логично е дека ќе и треба известно време. Дополнително што сега пред избори вие самите знаете вработување не се дозволени во јавниот сектор. Имаат капацитет внатре во самата институција кои што може да се употребат за истите со новите надлежности кои што излегуваат од законот. Затоа што тоа е еден начин на доживотното учење кој што мора секој еден од нас да го има во предвид. Ние не можеме само да додаваме, зашто и новите луѓе евентуално кои што би се вработили и они немаат знаење околу законот. Да го сумираме овој дел од разговорот, колкав е ризикот според вас во овој интеррегнум би го нарекол меѓу 1 март кога престана да важи одлуката за гарантирани цени и моментот кога во пракса ќе профункционира новиот закон за забрана за нефер трговски практики, цените повторно да се вивнат? Според сите сознанија, сите анализи кои што ние ги правиме, не би требало да има никакво влијание. Значи, ние достигнавме да покажеме дека однесувањето на сите помага во скрутување на инфлацијата. Ние веќе неколку месеци поред имаме намалување на инфлација и последниот месец таа беше на ниво 3% и не враќам полека на нормалните стапки на инфлација. И затоа, ако имаме совесно однесување на сите чинители во општеството и при тоа, овде морам да кажам и прв пат ќе го кажам, да рацете на политичките партии и на политичарите бидат настрана од бизнисот, сметам дека самите компании, стопанственици, бизнисмени ќе се однесуваат етички и нема да го направат тоа што би сакале некои одредени политички кругови да го имаме. Затоа што имам чувство дека некогаш сакаме да направиме одредени работи и против себе си, само да докажеме дека овие другите не се моćни да ја контролираат целата состојба, па макар и штетата била на нивна Сега нема да бидам професионален ако не поставам уште едно прашање. Сакате да кажете дека има партии кои што имаат интерес во предизборието цените да се качат? Да. И тоа го тврдите со одговорност? Да. Исто така како што сум го кажал и претходно, како одеднаш во недела дена од кога имавме нов министер за внатрешни работи, излегува дека имаме фиксни
30 или 50 илјади термини закажани. Фиктивни, мислите? Фиктивни, да. И одеднаш едноставно така беше, нели, системот во можност да ги најде овие фиктивни термини, и моето прашање логично беше како испадна овие фиктивни термини, да не беа тоа одредени луѓе кои што ги закажувале намерно за да покажат неспособност. Не се тоа малку Не се воопшто. конспирации. Не, воопшто не се конспирации, само тврдам дека затоа што работам. Еве уште трет аргумент кој што ви го тврдам. Од пред, да кажеме, година дена, од која една од политичките партии најавуваше и сакаше да има цело време предвремени избори, ние имаме и се соочуваме со така наречениот, нели, го знаеме, бел штрајк, во кој што институциите не функционираат целосно затоа што некој внатре обструира. И еден само параметр. Јас веќе служам како вице-премиер во трета влада со 3 различни премиера, и можам лесно да направам компарација, затоа што ја водам една од комисиите, Комисијата за економски систем и економска политика, во кој што знам колку точки доаѓаат на разгледување. И морам да признам дека особено година и пол од сега едноставно точките кои што доаѓа на разгледување беа толку малку, што кога ќе влезете да ги видите точките во реалност, се стари точки од по година дена. Некој ги држи намерно некаде во системот. Ако ВМРО ДПМН е толку моќна да го предизвика тој бел штрајк на институциите, тоа нели е показател за ваша панемоќ? Јас не алудирав на ниедна политичка партија. Добро што ги спомнавте, затоа што тоа веројатно ве асоцира на нивниот паралелен систем кој што го има во времето на режимот. Рековте предвремени избори, знаеме кој бараше. Нивниот паралелен систем е во суштина толку јак. Значи, они се јаки надвор од институциите, затоа што знаат како да ги држат нивните луѓе во нивниот систем. Ние како Социјалдемократски сојуз не функционираме на паралелен систем. Не е добра препорака за вас. Оти 7 години сте на власт, ако паралелниот систем е толку силен и по 7 години вие на власт, тогаш тоа не е добра препорака за вас. Не знам дали е добра или не. Ние сме тука да градиме држава и да градиме институции, а паралелен систем, тие кои што граделе, веројатно нема да им дозволиме да се вратат за да го стават во функција паралелниот систем. Они може да прават обструкции од секаков вид, но мислам дека граѓаните нема да дозволат да имаме паралелни системи на владење во ова држава. А ние знаеме како би се соочиле, но во суштина е веројатно беше невозможно да се соочи со тоа, затоа што тоа ќе значеше во време на ковид да се справите со сериозни реформи во јавната администрација. Во време на економска криза да се справите со сериозни реформи во јавната администрација. И затоа сметам дека се што се случуваше изминатите 4 години не дозволи да се сузбие ова што го нарекувате паралелен систем и што асоцира на едно друго време. Вие го нарековте, а јас ја презадов вашата фраза. И двајцата се согласивме најверојатно. Сега не ми ставајте зборови во уста снимено е се, мислам дека многу јасно одеше дискусијата. Туку уште едно логично прашање. Ако една партија сега има интерес цените да одат нагоре во предизборието, тогаш овие маркетите кои што излегле со соопштение дека до 15 мај, што е една недела по избори, рекле дека ќе ги остават на истото ниво и тие ли под политичка директива го прават тоа? Некако слична ми е логиката. Не, они мислам дека се само општествени одговорни и возвраќаат на корисниците. И мислам дека они најдобриот одговор ќе го добијат од корисниците, од тие кои што секојдневно идат и купуваат во нивните маркети. Мислам дека тоа е одговорот. Нема завршена е ерата
на тајните сили и тајната рака и заробената држава која што ја гледавме до 2016 година. Ама сам сега велите дека партиите се обидуваат кај дел од маркетите да влијаат. Затоа што тоа е менталниот склоп на таа страна и они се обидуваат сето тоа да го направат и затоа велам дека добриот пример кој што го имавме од една компанија, тоа со два маркети, ќе го слушнеме и од другите и едноставно они ќе кажат дека побитни им се корисниците, тоа е граѓаните, отколку било која темна страна. Ајде да видиме ова ваша изјава какви реакции ќе предизвика, претпоставам дека ќе предизвика. Одиме на темата за стратешките инвестиции, исто така една прилично интересна. Овој сегмент ќе го почнем со прашањето зошто министрите на ДУИ не беа на седницата на која што ги утврдувавте предлог законите за стратешки инвестиции. Мислам дека прашањето е кон самите министри на ДУИ. Како некој што председавал со таа седница, дали ви е јасно, претпоставам ви е јасно, повеќе од јасно зошто министрите од ДУИ не биле, но ете како го објаснувате тоа? Не, искрено не ми е јасно, немам објаснување, освен дека во истиот временски период има друг настан, на кој што слушнав после дека они биле повикани и затоа одредени заменици од ресорните министерства беа на самата седница. Ама сите знаеме дека Бектеши, кој што беше првичниот потписник на тие предлог закони, и јавно изрази резерва, барем за еден од нив. Потоа на негово барање практично законите беа повлечени од собрание, па дојдоа повторно на влада и со ваш потпис сега повторно се вратени во собрание, така што не знам да го сведуваме отсуството на министрите на ДУИ поради присуство на друг настан ми е така малку наивно. Еве објаснување. Имаме официјален допис има зошто се бара да се вратат законите, особено за еден, а тоа е дека во времето кога биле испратени во собрание не достигало мислењето на државното правобранителство. И еве го обезбедивте, добро го обезбедивте. Таа било обезбедено и во меѓувреме позитивно мислење од државното правобранителство, не само за еден, за сите. И јас тогаш реков ќе ги повлечеме сите. Да. За да обезбедиме дека нема недостаток на одредени мислења и од државно правобранителство. Ако тоа била главната причина што Бектеши ја споменал, тогаш зошто не остана на седницата на влада? Зошто не ги потпише повторно законите, па со негов потпис да си ода? Значи предлагач на законите е Министерството за економија. И тоа не е променето. Затоа што во Законот за стратешки инвестиции, во законот е пропишано од кои ресори, кое линиско ресорно министерство може да биде предлагач. И тоа не е сменето. Информацијата во системот на влада, законот првичниот е предложен од Министерството за економија. Повлекувањето на законските решенја се прави од страна на владата и владата понатаму во тој момент ги враќа во собраниска процедура. Се поистоветува дека јас Ама не името на Крешник Бектеши на законите како некој кој што ќе ги брани во собранието. Ако формално Министерството за економија како што и претходно бев јас. Едноставно јас како координатор, назначен од страна на владата, како координатор за стратешките инвестиции, да ја водам комисијата за стратешки инвестиции, секако сум еден од низата на министри кои што биле вклучени во целиот процес. Одлуката беше низ разговори претходно дека и јас како координатор на комисијата за стратешки инвестиции и на самите проекти дека ќе бидам и повереникот во уште една информација која што оди во прилог на тоа дека ДУИ има резерва за законите. Имаше обид во собрание, законите да се најдат на собраниска седница, немаше кворум на комисијата, меѓу другото затоа што пратениците од ДУИ не дојдоа. Не дојдоа, ја бев присутен на самата комисија, за изненадување затоа што на самата комисија беше точката и за националната развојна стратегија, која што ја работиме некаде скоро 3 години, стратегија за следниот период од 20 години, во која што и навистина имаме постигната голема инклузивност. И
искрено не добив одговор зошто они не дојдоа. Ја не сакам да верувам дека сега ќе треба да правиме политички договори за работи кои што се битни за граѓаните. Кога спомнувате веќе тоа, политички договори, можно е тие да бараат пазар, вие да поддржите измените во законот за игри на среќа, а тие од мене сигурно нема да го предлог побарат. законите за стратешки инвестиции. Од мене сигурно нема да го побарат. Добро, ќе барат во партија, веројатно. Сте чуле дека од една опозицијска партија барале, да речеме, на комисијата, да се смени малку приоритетите на дневниот ред, па наместо таа инвестиција која што била прва, да се симне подолу, а друга да се стави прва? Немате чуено така? Не, слушнав, ама ја тоа не го гледам како проблематично. Тоа ви индикација дека сепак може опозицијата да ги поддржи или барем дел од предлог законите? Не. Значи, таа е на комисијска расправа во Комисијата за економија, економски прашања. Искрено, по деловник 2 дена може да трае расправата по еден закон. Јас си кажав дека ќе бидам присутен таму, ќе ги разговараме. Ако има дури добри амандмани предложени, има одредени амандмани веќе предложени, ги гледаат службите, дека може да расправаме по амандманските расправи. А околу дневниот ред... Добро. Ова е најава дека СДСМ и ВМРО може да ги изгласаат стратешките инвестиции без ДУИ. Не најавам ништо. Јас само кажам, верувам дека стратешките инвестиции се добри за државата, дека енергетската транзиција не може да се случи без приватни инвестиции, и ова е токму тоа. Жалам што процесот на преговори траеше предолго за сите стратешки инвестиции и времето на носење нив поистоветува со некој предизборен период. Да беа во нормалните услови, да беа изборите некаде таму во јуни, ова ќе се случуваше нели во почеток на годината. Зошто од ВМРО ДПМН во некои своји јавни настапи вела дека не станува збор за закони за стратешки инвестиции, туку за озаконување на стратешка кражба? Па не знам, прашајте ги нив. Искрено, ова е сосема нов начин на носење на инвестиции на многу по-транспарентен начин. Веројатно во нивниот делокруг на функционирање ваквиот начин не е својствен. И заради тоа веројатно е и непознат. Јас не знам на друг начин како би се noсело, освен на транспарентен начин како што ние го направивме. Например, ние нема приговори на постапката, има приговори на некои елементи од предлог договорите и предлог законите, например, особено за МИТ или НЕОС. Вие тоа добро го знаете. Законот за стратешки инвестиции е многу јасен. А тоа е дека секој поединечен проект се преговара во зависност од интересот и заштитата на интересот на двете страни. Доаѓа приватен инвеститор, бара, може да има многу поголеми барања, државата е таа која што треба да каже ова е нашиот јавен интерес и ќе го осигураме на ваков начин. Но тој не пропишува дека во собраниска процедура треба да бидат обзнаени и договорите. Јас инсистирав заедно со тогашниот премиер Димитар Ковачевски да договорите мора да биде составен дел од законите, затоа што не криеме ништо. Се е јавно. И секоја јавна расправа е добро дојдена, затоа што на крај на денот е заштита на јавен интерес. Ние сметаме дека со преговорите на начин на кој што се водени, дека е заштитено јавниот интерес. Видете, ние имаме уште неколку стратешки инвестиции за кои што не завршивме преговори. Фантастични добри инвестиции. Еве ќе го спомнам. Инвестицијата на Попова шапка. Имавме и текако тешки преговори во одредени фази. И еве, апропо вашето прашање, дали ДУИ биле против стратешките инвестиции, тоа е во интерес можеби и на самата политичка партија, но не дојдовме до договор. Продолжуваат
разговорите и преговорите околу Да се таа стратешка вратиме кај инвестиција. Митилинеос. Една од главните забелишки, а богами и точка на разидување во јавната дебата се диаграмите за тоа каква ќе биде цената на струјата по која што државата би презела обврска ако се донесе, нели, законот, која што би била плаќана на Митилинеос за откуп на струјата, споредена со просечната цена на Купекс берзата, односно цената по која што електрани на Северна Македонија би откупиле струја. И сега тезите се дека, не знам, ние ќе се ставиме во енергетско робство, дека дел од суверенитетот на оваа земја, во делот на енергетиката ќе го отстапиме на грчка компанија, бидејќи договорот е на 20 плюс можност за репреговарање на до 30 години и така натаму. Кога една слична инвестиција се случи во државата и кога таа приватна инвестиција не беше потребна во 2022, во еден разговор со еден амбасадор ми кажа: таа инвестиција е наша, пазете што правите. Ја реков, таа инвестиција е на наше тло и ќе правиме тоа што на граѓаните мораме да им го обезбедиме. И таа инвестиција, кога нас највише ни требаше струја, они одлучија дека едноставно не сака да работат 24/7 пати во неделата, да ни обезбедуваат непречено и електрична енергија и топлинска енергија. И тие по некоја среќена случајност во тој временски период капиталот беше руски и гасот беше руски. Добро, мислите на И веројатно, јас ќе кажам. Не, веројатно тоа е прифатливо за одредени групи на луѓе. Диаграмите што ги гледате се цената која што таа компанија ја произведува и едниот од диаграмите и таму се разидуваме. Како Ние може тврдиме, да се, бидејќи формулата е екзактна работа. формулата е екзактна, но користиме различни формули. И тоа не од еден Они- извор, не од Да. еден извор. Повеќе Они- извори, професори, Не, два извори енергетичари, два извори кои што нацртаа диаграми во кои што испаѓа дека цената на струјата за струјата која што би била плаќана на Митилинеос, а државата презема обврска целата струја да ја откупи, Затоа што и е потребна, така? оди од 15 до 30-35% над цената, над просечната цена на струјата на берза. Овде не се согласувам, затоа што тврдам дека формулата според која се пресметува цената на дотичната компанија за која што досега зборувавме, вие и го спомнавте името, и цената која што ја имаме и е договорена според формула на Митилинеос има една варијабла, а тоа е куповната цена на гасот. Митилинеос ни дава цена по ТТФ берзата, овие даваат по друга цена која што е цена на Газпром во овој момент. Не тврдам дека ТТФ цена на берзата, на холандската берза не може да значи дека може да биде и руски газ и така натаму. Нас тоа не интересира, гасот е газ, но нас не интересира влезната цена која што влијае на крајната производствена цена на електричната енергија. Ако истите тие експерти се во состојба да проектираат цена 5 години од денеска или 10 години од денеска, па да кажат дека цената на произведената електрична енергија е поскапа за 15 до 30%, тогаш веројатно не би требале да диаграмите беа историски за 23 и 22 година и се правеше споредба за тоа. Ако е на сила, како се вели предлог законот за Митилинеос, ова би била цената. Во исто време, просечната цена на берзата на Купекс била таа. Која е цената што ја плаќавме кон Тето за електричната енергија која што ја откупувавме, која ни беше најпотребна? Над берзанската цена.
дури со маржа. Која е цената на топлинската енергија која што ја плаќавме од тето која на граѓаните на Скопје им требаше највише? Производствената цена. Дали тоа може Овде, да биде, овде, тоа може да биде овде, оправдување за Да, затоа што овде добиваме 40% поевтина цена од производната цена на топлинската енергија од страна на Мителениус. 40% пониска цена. Добро. Значи, не можете да ја гледате инвестицијата само од еден параметар, мора да ја гледате целосно и морате да гледате што оваа електрична енергија ќе значи за целиот енергетски биланс на потребите на државата. И како ќе влезе во билансот на произведена електрична енергија на ЕСМ. Во овој момент производствената цена мешана, blended ја викаат, нели, на ЕСМ е приближно до берзанските, дури и над берзанските цени, ако така ги споредуваме. Затоа што вие имате производство на електрична енергија од јаглен, кој што го нема у домашни капацитети, мора да се увезе. Затоа што ако не произведуваш, немаш како да ги снабдиш граѓаните, а си земал обврска да ги снабдиш за 90% кон ЕВН. Второ, хидроцентралите кои што ги имаме се тие кои што се, но тие не обезбедуваат 100% од потребите на електричната енергија кој што е потребна на граѓаните, затоа што толку не се инвестирало нит во хидроцентралите, нит во нови термоцентрали, нит во нови гасни централи, нит во фотоволтаични централи, и вие мора да направите сплет на неколку работи и на гасни централи, струја кој што се произведува, па може би хипотетички да кажам дека ќе се согласам, може да биде 3 до 4 до 5% поскапа цена, но затоа имате фотоволтаици, затоа имате хидро, кога ќе ја ставите целата количина на електрична енергија во целиот биланс, таа мора да дојде приближно на цената која што вие ја давате кон универзалниот снабдувач, а тоа е во овој момент ЕВН. Да не испадне дека ние субвенционираме цената за 80 до 90% на реалната произведена и таа која што ја даваме, затоа што тоа не е одржливо решение. Ова е цела посебна емисија. Низа се забелешките на предлог законот за Митилинеос и на предлог договорот од износот на директната државна помош. Првично беше во апсолутна бројка, сега во новиот предлог закон е со процент изразена. Иако ако остане проценетата вредност на вкупната инвестиција, тоа е пак таа апсолутна бројка, понатаму долгорочното закупување на државно земјиште во Газибаба и така натаму. Моето прашање би било, зошто покрај сите поволности што ги добива стратешкиот инвеститор, не се изборивте барем еден сегмент од работниците кои што ќе треба да ги ангажира да бидат од Република Северна Македонија. А кој вели дека не? Па не пишува така и во законот и во договорот. Затоа што не е ствар на дискусија. Тоа е пазарна економија. Тоа ако ги има, ако најде инженери, ако добива толку државна помош и други поволности, ако најде инженери и луѓе кои што треба да работат со конкурентни цени, а во Македонија се конкурентни, сметам дека никој не доаѓа. Тоа е истото прашање ми го поставувате, дали јас во договорот за државна помош со било која странска инвестиција, земете ја Джонсон Мети, морам да му напишам дека луѓето кои што ќе ги вработи мора да бидат од држави на Република Северна Македонија. Па он не добива државна помош ако не се луѓе од Република Северна Македонија. Ама овде не е така поставена работа. Да, затоа што он добива само колкав е интензитетот кој што Митилениус го добива како државна помош, за да почнеме да споредуваме. Колкав е интензитетот кој што го даваме на другите странски инвеститори. Ама чекајте, ние ќе му ја откупуваме цела струја на Митилинеос. Независно, ние на купуваш Джонсон продукт. Мети не му ги откупуваме продуктите. Не, ама купуваш продукт. Па на Джонсон Мети не ни треба продуктите. Добро, знаеме Така. тоа. Да. И овде купуваш продукт кој што тебе ти е Ама битен. му даваме државна помош, Да. други поволности, Затоа му што- велиме ќе ви откупуваме струјата. добиваме пониска. Имате разлики околу тоа колку ќе биде таа цена Не, и на крај нема обврска дури ни процентот
вработувањето да бидат од земја. Не е така, не е така. Значи, ја тврдам дека 80% од вработените сигурно ќе бидат од Република Северна Македонија. Дека 20% мора, заради спецификите на функционирање на гасната централа, може да бидат и странци. Не преюдицирам кои се странци. Формулацијата е стратешкиот инвеститор ќе вложи разумни напори да вработи државјани на Република Северна Македонија, локални изведувачи кои ги имаат потребните квалификации, знаење и искуство, под услов нивниот ангажман да биде разумен, временски ефикасен и исплатив. Да. Не можеш друг начин. Може, но не мора. Сега, хајде ако има попаметен начин како да се дефинира, да ги ставиме со име и презиме. Да не испадне само после, имав еден многу интересен бриф со новинари и почна одредени новинари да прашуваат што може ова и што значи ова. Ја викам, знаете, само една работа сигурно мора да бидете сигурни, дека ја немам личен интерес да бидам дел од енергетиката. Да, знаеме. За да не биде... Знам за што алудирате, дел од сонежот е дека утре може друг газда да дојде на дел од некој од овие стратешки инвестиции. За да не биде дека сега ќе треба да му кажеме мора овој список на луѓе да го вработите. Значи не функционира држава и влада на тој начин. Особено не е со компанија која што е присутна на Њујоршката берза. Верувајте. Преговорите беа исклучително на многу професионален начин. Ниеден сегмент на преговорите не се случило надвор од владините институции. И тоа мора луѓето да го сватат. Дека нема преговори. Заврши ерата на преговори у 4 очи. Заврши ерата на преговори по кафани. И на трети страни. Затоа што тоа не е водење на држава. Тоа не е начин на како сакаме да изведеме. А зошто овде да не се сомневаме дека сепак е на крај тоа ова договор во 4 очи, господин Митичи? Затоа што нема ништо скришно надвор од тоа што сите го гледаат. На крај вие го покажувате тоа што сте го договориле, но очигледни се забелешките за тоа дека Митилинеос добива премногу. Не се согласувам искрено, затоа што јавно достапни се сите податоци, дури и сега правиме еден централен регистар на државна помош, кој што 33 години во државата никој не можел да го направи, го правиме заедно со Светска банка и ќе наскоро, мислам дека за веќе почеток на 2025 ќе можеме сите, да се вратиме, може да се понудам да бидам дел од вашата емисија, да ги видиме сите договори на државна помош во нашата земја, па да не испадне дека имаме домашни компании кои што земаат далеку повеќе од Митилинеос државна помош, но тоа никој не го третира. Да не испадне дека да не испадне дека компании кои што земаат концесии од една страна, од друга страна земаат финансиска поддршка, од трета страна земаат во земјоделие одредена помош, затоа што немаме систем за да едноставно го провери сето тоа дали има преклоп на државна помош. Немаме уште многу време. Избори. Ќе бидете на листа? Да, разговорите се дека ќе бидам во една од изборните единици. Изборна единица 2 се споменува? За сега, да. Ќе бидете носител или коносител, како велат? Ќе бидам еден од луѓето кои што ќе имаат можност да го избираат. Заедно со Лукаревска? Па се вртат тие имиња, ние уште не сме донеле одлука, сепак ќе треба да почекаме да имаме конгрес, конвенција на избор на сите кандидати за пратеници, но мислам дека ќе бидат добар избор на луѓе кои што на граѓаните ќе им дадеме навистина опција да избираат поединци. Може ли кратко да кажете што ќе биде главната економска понуда на СДСМ на овие избори? Се знае ли веќе? Па се знаат контурите, не би сакал да зборувам многу, но ќе се заснива на подобрување на квалитетот на живот на нашите граѓани, затоа што имаме и tekako многу да зборуваме. Сакам за една работа да ве прашам, дали мислите дека успеавте доволно во делот на намалување на сиромаштијата како левичарска влада?
Вие гледав првата програма од 2016 година, зборувате за намалување на 16%. Не сме таму. Па не сме затоа што ни се случи 2020. Ни се случи 2021, втора, трета, 4 години различни кризи, во кои што едноставно не можеш да соодветно одговориш. Но, например, во 2020 зборувавме за подобрување на животниот стандард, зборувавме за зголемување на минимална плата, на просечна плата, на подобрување на квалитетот на живот на луѓето кои што работат во јавниот сектор. И далеку сме надмашиле тоа што сме го ветиле. Ние сме ветиле просечна плата од 30.000 денари, денеска е 40.000 денари, тоа е 33% од тоа што сме го ветиле повише. Ама сме ветиле минимална фер, па коригирајте го за инфлацијата, бидејќи номинално Еве не го кажав, јас го кажа еден од експертите кој што вообичаено е доста критичар, левичар исто така, кој што кажа дека Северна Македонија е една од единствените земји во Западен Балкан кој што има реално зголемување на платата. Така би било, и така би било фер кога ги прикажувате бројките, едно се номиналните растови, но реалниот раст јас во сите објави тоа го кажувам. Значи номиналниот раст вистина е толкав, но реалниот е или за гледачите. Номинален е, ако има стапка на инфлација кумулативна одреден процент, 24, а реално платата 33, значи ти имаш реален раст од 10% на платата. Но и тоа е раст. Да, не е толков, веројатно кумулативно, но добро, има некаков реален раст. И затоа имавме една таква преписка со еден од експертите на ВМРО-ДПМН, но ќе биде поврзана, значи дел од програмата ќе биде во економскиот сегмент, ќе биде исклучително интересна за гледање околу подобрување на животниот стандард на граѓаните. Еве една, бидејќи веќе председателот ја обзнани, зборуваме за минимална плата од 600 евра до крај на мандатот, за просечна плата над 1000 евра. Можно ли е до 1000 евра за 4 години да се стигне, ако инфлацијата остане на ова ниво? Инфлацијата на уште пониско ниво ќе биде. Добро, едно е сега номинално расте, а платите поради инфлацијата. Инфлацијата ќе намали. Сега кој е околу 40, вие велите ќе стигне до 60.000 со уште пониска инфлација. Над 60, најмалку 60. Добро. Храбро. И тоа е реално. Не, храброста доаѓа истата дискусија имав пред 4 години, тогаш бев председател на комисијата за финанси, која ја правевме програмата во 2020. Сега некој харп да не управувате, па вие инфлацијата да не на глобално ниво да не ја поттикнете. Јас се враќам на тоа што реално тогаш правевме анализи, која тогаш ги кажувавме платите колку ќе пороснат, сите ми вика, немој, зашто како види кај сме, кај ќе идеме, како може минималната да биде 20.000, а ние сме на 12.500. И тогаш тврдев дека верувајте дека ќе стигнеме и сега сме на 22.500, а за просечната па да не зборуваме. Тогаш сите се плашевме од да кажеме апсолутен износ, па кажавме релативен дека ќе се зголеми за 30% и сега сме на 40.000, затоа велам дека сите анализи кои што ги правиме, а тоа е склоп на низа на работи, недостиг на работна сила, подобрување на конкурентност, зголемување на продуктивност и така натаму, укажува дека тоа се реални ветувања. Мораме да завршуваме, а не смеам да скокнам темата за случајот што го отворија колегите од БИРН. Владата со ваш подпис, вие сте председавале со таа седница, без надомести додели простор на непозната невладина организација, меѓу чии основачи е и ваш поранешен бизнис партнер, односно човек со кој што
сте имале заедно фирма или да бидам попрецизан, вие сте собственик на фирмата, тој управител до моментот додека не излезете. 2 недели подоцна владата носи нова одлука и отповикува првичната со која што и го доделува тој простор, инаку станува збор за простор на драмски театар. Како го објаснувате целиот овој случај? Прво во животот искрено сум бил во различни позиции. Нели, народски кажано, различни капи. И сега во моментов нели носам различни. Ме најавивте како вице-премиер и како подпредседател на партија, таму ќе дојдеш председател на комисија за економија, финансии и така натаму. Во животот сум работел и во јавен сектор, и во приватен, и во невладен сектор. Сум соработувал со многу луѓе. Убаво е што некој видел тамо дека имаме некои меѓуповрзани работи. Искрено таа фирма ја купив затоа што никогаш не мислев дека ќе завршам овде кај што сум. Ја купив година дена пред тоа и кога се случи да влезам едноставно во политиката, се одлучив дека ќе ја продам, иначе со некој биланс на состојба од 5000 евра, затоа што не ни функционираше како таква. Но не кријам дека со Глигор сме пријатели. Во овој случај, јас ја председавав седницата и искрено не бев свесен дека он е еден од основачите на Наимер 13. Иначе прва работа што би ја направил, затоа што сум докажал до сега, би се како е таа правиот израз, би се изземал од одлучувањето, затоа што имам одреден. Не бев свесен дека е он еден од основачите на. Сега ова објаснување е различно од тоа што сте им го дали на колегите од Призма, бидејќи сте рекле дека никој не треба да биде дискриминиран и така натаму. Сега давате друго објаснување. И секако, затоа што искрено не можам, не влегувам, но како што они дојдоа на одреден брифинг за одредена друга тема, може и сега да дојдат на брифинг да им објаснам вака како што вие денеска ме прашувате. Второ, кога би се иземал, тоа не би значило да им кажам дека треба да го дискриминираат било кого, ако има добра намера. Искрено, тамо никој не ја гледа намерата што они предложиле до Министерство за култура дека сака да направат со објектот. Но за цела среќа се работи за релативно непозната организација без особено портфолио. Да, ма луѓето треба да ги прашате кои што предложиле, затоа што концептот после тоа кога почнаа да зборуваат, го гледавме реално концептот, навистина. Овде целосно ги поддржува Министерство за култура за тоа што било првичниот предлог да им се отстапи, затоа што намерите биле сериозни, добри, да се врати нешто што е изгубено. Ама и од драмски имаше реакција. Па добро, нешто што е изгубено, да им се врати на употреба на самите уметници, на драмски театар, иако сметам дека е изгубена можност, затоа што тоа никогаш нема да се врати таму кај што. И сега зошто законски повикавте? Не, затоа што законски имало рок толку дена да се отстапи, тоест да се направи предавање, не е направено. Некој кажа да не се заврши тоа од кога стигна реакциите? Не, кога дојде веќе на влада беше поминат рокот, не ни знаев искрено дека ќе дојде на седница на влада, дојде на седница на влада, се донесе таква одлука, ништо незаконито, се според законите. Остана на изгубена можност. Велам во животот. Жалам што еве можеби јас не сум затоа што се фатив да бидам председавач на таа седница, не сум влегол во детали да ги гледам сите точки, затоа што веројатно немаше ни да се доведам во ситуација да некој ме прозива, особено некаде што нема задна намера. Во животот сум докажал дека сум влегол честно и ќе излезам честно од владењето, тоест од јавната функција. Благодарам за овој разговор. Благодарам и вам. До крај уште саботажата, пријатно од мене. Живењето во незнаење е исклучително тешко, но затоа постојат просветители кои не само што умеат да помогнат, туку ги краси и таа специфична умешност
на вистински начин и во вистинско време, со сериозна доза предвидливост да ги искористат во полза на својата теза, очекувањата запишани во книгите на древните филозофи. Среќа во контекст на антиката тие велат дека и во самата Платонова држава дека најмудрите треба да дојдат и да владеат. Ние имаме среќа да имаме мудра професорка која што е кандидат за председател, мудар имаме кандидат за премиер. Но не мисли баш секој така. За некого тоа е само идеализам и утопија. Со оглед на песимизмот дека постои начин да се направи некаков исчекор. А наместо таков профил се очекува позиционирањето да зависи од сосема други особини. Денес, како некој ти рече дека можам ова состојба да ја разрешам, јас ќе го направам будала. Никој, особено тие во политиката, не би сакале да добијат таква квалификација, па може би затоа, иако не до крај прецизно, како искажано со половина уста и покрај чукањето в гради, се најавуваат нови алтернативни аргументи за евентуално повлекување од непочнатата трка. Мислам дека додека не завршам со тоа што имам за реализација, сметам дека не би требало едновремено да се фокусирам на повеќе работи, затоа што кога го губите фокусот, ја губите и реализацијата на овие проекти. Изгледа дека таков проблем со фокусот немаат некои други, иако нивниот довчера коалициски партнер стана препознатлив по бројот за итни случаи. Ним изгледа не им гори, штом заборавиле да зазвонат и да се јават кај главниот оператор на 112. Едно е јасно, дека излегувате од коалицијата со СДСМ. Да, но работата што јас требаше да го кажам на раководството на СДСМ, а не во емисија на ТВ24. Што ако ви севат после емисија од СДСМ? Зафатени се во СДСМ сега, немат време за да се јават на сите. Тоа веројатно се обидуваат джентлменски да го искористат сите останати учесници во политичкиот надпревар. Иако понекогаш ниту должното внимание не е доволно да се освојат симпатиите. Пред почетокот на седницата, градоначалникот на советничките им го честитеше утрешниот 8 март денот на жената. Оба ќе му го вратите на градоначалникот. Вие и градоначалникот, кои во јавни и официјални соопштенија жени нарекува изфрустрирани, ниту сакам од нив ружа, ниту сакам да ми го честитат денот на жената. И на крајот, кога се чепкаат раните и се задева мотивот за фрустрација. Симптоматично кај Максим Димитриевски зашо партијата ја нарекува за наша Македонија, кога самиот го поддржа референдумот за Северна Македонија. Треба да биде за наша Северна Македонија. Мислам да биде малце, како да кажам, достоен на тоа што го зборува. Политиката сепак не е црква, па при изборот да се извикува достоен. Од политичарите се бара малку, да не се биде барем неверодостоен.